Вчерашнија општествено одговорна емисија која носи одговорност пред гледачите, пред самите себе си и пред сите оние со големо срце и луѓе со големо Л, што е правописно неточно, освен ако не е на почеток на реченица. Да не го тупам, направивме сторија за лице кое живее на маргините, па да ја погледнеме. Кристијан е човек кој што има 28 години и од Скопско Тафталиџе. Ова се само основни податоци зад кои се крие човек со душа и тело. Човек кој е оставен на маргините на општеството. Неговиот живот накратко речено станува неподнослив, а институциите не се воопшто загрижани за овој човек. Останав сам. Девојка ми остаи. Другарите ми се смеат. Политичарите ми се смеат. Татко ми се смее, мајка ми се смее. Ламбиве ми се смеат, сите ми се смеат. Аспираторов ми се смее, тетка ми се смее. Тостеров ми се смее. Само огледалото не ми се смее. Не се смее, бе. Не се смее! Тажна и поетична е приказната на овој човек. Се започнало откако тој ја набавил маицата СЈО и ја заменил со претходната Rakia Connecting People. Како што вели, се било во ред. Многу луѓе го отпоздравувале и гордо ја носел маицата. Ја со маица, прв пат девојка пољубив со маица. Прв пат видов што е кондом. Мислам пред да го фрлам ваму. Ние кога сме се собирале, порано ја стекнав друштво со маичка. Кога сме се собирале, па знаеш си замишљаме кој е Катица, кој е Фатиме, кој е Ленче. Ја увек бе Фатиме, пример, многу сакав да бидам. Сега нема више ништо тоа. Сега кој у град Скопје, кој у влада. Само ја останав сам. Сега дури овие другари више не ме ни познаваат, знаеш. Се прават некои пајташи. Ја пак ги поздравнив. Другари, нема правда, нема мир. Да живее СЈО. Кристијан се уште чува постер од Катица Јанева во својата соба. Кристијан верува дека мртвите како СЈО се живи и нема сменато мајца веќе 3 години, па мириса како што мириса мајца носена 3 години. Како што го напуштавме домот на Кристијан, медицинските екипи дојдоа да го земат, го пријавиле загрижените комшии. Не се смеј, бе. Не се смеј. Фатиме? Време е да ги фрлиме СЈО маиците со надеж дека начело на јавното обвинителство ќе дојде Саглам Кадар, па макар и да го увеземе. Кога сме кај Саглам Кадар, што игате клоп бе да го веземе? Гледаш би што направи со Ливерпул? Немам појма, не пратам одбојка, ама секој е подобар од она што се понуди.